Окружниот суд во Келн донесе пресуда според која Netflix не смел еднострано да ги зголемува цените на претплатите без изрична согласност од корисниците. Оваа одлука се однесува на зголемувањата од 2019 година наваму, а корисниците имаат право на поврат на преплатените средства, кои во некои случаи достигнуваат до 200 евра. Пресудата стана правосилна на 15 мај 2025 година, откако жалбата на Netflix беше одбиена. Судот утврди дека кликнувањето на копче за прифаќање на новите цени не представува валидна согласност, бидејќи многу корисници верувале дека станува збор само за известување, а не за нов договор. Адвокатската канцеларија VBS Legal подготви бесплатен формулар за барање на поврат на средства, достапен за сите корисници на Netflix. Сепак, Netflix најверојатно нема автоматски да ги врати парите. Па корисниците ќе треба сами да поднесат барање, а доколку нема одговор, можеби ќе биде потребна и судска постапка. Оваа пресуда може да има големи последици за милиони корисници во Германија, а потенцијално и во други земји, доколку се утврди дека слични зголемувања на цените биле направени без соодветна согласност. Популарната платформа за микроблогирање X доживеа неочекуван прекин на 24 мај 2025 година, оставајќи ги корисниците ширум светот без пристап до своите профили. Проблемите започнаа во раните утрински часови, кога многу корисници пријавија потешкоти при логирање и објавување содржини. Според извештаите, прекинот не беше ограничен само на одредени региони, туку ги зафати и европските корисници, вклучително и оние во Македонија. Платформата не издаде официјално соопштение за причините за прекинот, што предизвика дополнителна загриженост меѓу корисниците. Овој инцидент го поттикна прашањето за доверливоста и стабилноста на дигиталните платформи, особено кога тие се користат за споделување на важни информации и комуникација. Многу корисници изразија фрустрација на други социјални мрежи, барајќи објаснување и решение за проблемот. Додека се очекува официјално објаснување од страна на X, корисниците се надеваат на брзо решавање на техничките проблеми и враќање на нормалното функционирање на платформата. Овој настан послужи како потсетник за важноста на стабилната дигитална инфраструктура во современото општество.